Добро вечер. Вторник, се извинувам, четврток. Стандардно ги мешам двата термина, бидејќи вторникот е така наречениот мој, а сега сум во улога на прва резерва. Но се едно. Јас сум водител на овој дел од отвореното студио, во кој главно блиц разговараме со нашите гости, но ми се чини дека топ тема е вечерва, така наречениот напад на притворените министри, екс-министри, и по прегледите констатирано дека немаат некои посебни телесни повреди. Лидерот на ВМРО ДПМН Мицкоски ги посети денеска вечерва во болницата 8 септември. Не му беше дозволен пристап. Има и осуди и резигнации. Но како и да е овој чин, без оглед дали Јанакиевски и Ристовски се иницијатори, мора да биде, да речем условно, осуден како земање на правдата во своји раце од сите, а потоа можеме да разговараме за асоциации и за тоа кого, кој, како тие или врвот на ВМРО ДПМН тепаше за време на Собранискиот пуч. Значи го очекувам нашиот Чаловски пред од затворот во Шутка, каде што се очекува објаснување од директорот на истражниот затвор. Мој вечерашен гостин е Георги Филипов. Често го најавуваме како професор, писател, амбасадор, експерт за заштита на брендовите, на индустријската сопственост. Можете со него да разговарате за прилично широка лепеза и така беше во изминатиот период, речиси, на сите телевизии, вклучувајќи и нашава, но ми се чини дека откако најави своја промоција како кандидат за председател на државата во рамките на СДСМ, освен, например, Боријан Ровановски кој го повика во нашиот дневник дента, ми се чини како да го снемува. Одеднаш заборавивме на амбасадор, на писател, на експерт за меѓународни односи. Чувствувате дека некој нешто некаде ви прави некакви медиумски сопки? Па јас мислам дека се работи повеќе за некое недоразбирање од кога важи тој молк или мерење на тоа колку кој од кандидатите е присутен на која телевизија, па телевизиите Тоа не можеби. е почнато воопшто, тоа е Па добро, лошо толкување. Мислам дека некој не го толкува тоа добро, дека всушност тој период воопшто не е почнат. Јас се уште не сум ни кандидат на СДСМ. Јас сум еден од можните кандидати, токму како и вие можете уште да прогласите, да собирате потписи и да речете дека пус краја да и да бидете кандидат. Меѓутоа, добро, сега тоа е. Иако за волја на вистина е многу познат новинар. Така. Се наоѓа на рейтинг листите на СДСМ. Добро. Добро. Значи се работи веројатно за едно такво недоразбирање и не знам, мислам дека ќе биде брзостранно. Еве вие ме поканивте вечерва да разговараме. Ја имам еден добар непосреден Исто повод. така денес беа таму на промоција на моја книга и новинари од Сител, од Канал 5, што им благодарам, кои што може поправилно да сватиле. Ова денеска не сум ја видел, само ја прелистав, есеи, своји протеписи и така натаму со прилично познати личности од западните држави со кои сте контактирале. Меѓутоа ми е индикативна насловот воздигање над облаците. Тоа си навестувавте судбина, си предскажувавте политичко возвишување или насловот е пред да се кандидирате? Насловот е одамна пред да се кандидирам, можат да проверат тие на колегите, односно моите пријатели на Facebook знаат за тој наслов. Бидејќи се работи за воздигање на облаци, се работи за една состојба кога човек е нерасположен, кога се наоѓа во некоја потешка ситуација, со тешки мисли во себе. Мојот учител, често така велам, не учеше да ги насочиме мислите и да не мислиме на тешката состојба, значи на облаците, на маглата во која што се наоѓаме, туку да ги насочиме кон светлина,
затоа што креирајќи она што мислиме, тоа може и да ни се случи, полека можеме да видиме дека животот и не е толку страшен, и не е толку лош, и не е толку таа ситуација во која што се наоѓаме страшна. Тоа го напишав веднаш после едно полетување со еден Airbus од Берлин, враќајќи се на кај Скопје. Нели визер овозможува сега директни летови, долго време моравме да преседувавме. Тоа е чудо. И летајќи споредував таков лет, значи беше морничаво време, авионот се тресе, крилца, закрилца, не, тоа ми е една љубов. Знам дека не е ништо страшно, меѓутоа луѓето намрштени како сега ќе полета авионот, под 5 минути се случува над облаците летно авионот, не ни забележувате дека лета, сонцето е тука, значи не било се толку облачно. Сакам да речам, ако земеме таа една личен поглед и оној поглед на нашата држава, можеби не е толку страшна работата, само треба да знаеме дека има и некое сонце, некаде кај што треба да го ние да ги отстраниме тие лоши мисли, таа лоша околина, лоша состојба во која што моментално можеби се наоѓаме и да видиме дека може и да се летне над тие лоши мисли, односно да се летне, да се воздигне над облаците, да се види дека сепак постои сонце. Ќе дојде сонце и за нас. А како и за личност, така и за нас. Прилично оптимистички. Тоа е идејата на насловот на книгата ја одбра. Или амбасадоре Филипов. Денеска во овие моменти се уште не расчистивме за една кованица која апсолутно нема никаква логика во некаков политички практикум, а тоа е така наречен консенсуален председателски кандидат, тоа го изфорсира Ахмети и така натаму. Јас сакам да ве прашам. Познати се моделите на Запад во кои, на пример, кохабитираат СПД и ЦДУ со Меркел, и тоа во 2 мандата. Познато е дека ирската председателка или ја доби сесрдната поддршка на населението, што на оден начин значи некаков тип на консенсуалност. Така. Како вие го доживувате тој пристап? Дека морате да дојдете на баци рака кај албанците или дека сите тео треба да го направат? Па, јас би рекол консенсуално се малку во поширока смисла отколку само меѓу македонците и албанците. Така го сваќам јас и дека терминот е можеби не најточно избран. Тој е заеднички кандидат, бидејќи во нашава ситуација се доста партии во игра, можеби 30 на партии, едните се со СДСМ, другите се со ВМРО, трети се ДУИ, па има неколку партии од албанскиот народ, неколку партии од ромскиот народ и така. Тука има една конфузија комплетна. Не е дефинирано точно што значи тоа консензуалност, според мене. Ама е сепак некакво заедништво во предлагање на кандидат и тој кандидат би требало да биде прифатен од сите. Мислам, треба да заврши времето кога ќе победи кандидатот, па другата партија веднаш ќе прогласи дека не го признава. Филипов, ја морам малку за момент, ќе продолжиме да прекинем. Во овој момент, како што веќе најавив, од пред затворот во Шутка се јавува нашиот Чаловски. Мислам дека треба да очекуваме изјава или најнови сознанија што се случи практично во прошетките на екс-министрите Јанакиевски и Ристовски, дали тие провоцирале, зошто добиле Ќотек, каква е нивната здравствена состојба и јас го молам Чаловски директно да се вклучи. Повелете. Чомовски, доколку се слушаме, во изчекување сме на изјавата на директорот на затворот Шутка, господинот Ѓоко Котевски. Неговата изјава треба да следи во секој момент. Ние сме подготвени, се знае веќе цел ден инцидентот кој што се случил во Шутка со поранешните министри Спиро Ристовски и Миле Јанакиевски. Ја слушнавме верзијата на председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски, меѓутоа сега ќе слушнеме официјално што се случило во затворот. Како што реков, подготвени сме. Може. Идеме. Добар вечер. Може? Добре, да бидеме... Секунда. Добре. Сега да ќе повторам, не е проблем. Добре вечер, почитувани медиуми. Денеска 20... Добро. Окей. Па е, нема.
ме слушаш? Ќе го пусти некој. Ќе пустиме да се да вадат да го изјава. Колегите. Може. Добро вечер. Почитувани медиуми. Денеска 21 февруари се случија два немили настани. Околу 13 часот за време на редовна прошетка дошло до вербален инцидент предизвикан од лицата СР и лицето ЛК, се извинам, кој подоцна преминал во лесна физичка пресметка, која била веднаш прекината од страна на службите на затвор Скопје. Околу 13 часот 45 минути се случил вториот немил настан, во кој што исто така при редовна прошетка дошло до вербален инцидент помеѓу лицата МЈ и лицето ЕК, кој подоцна исто така од вербална преминал во физичка пресметка. Набрзо е прекинат од службите на затвор Скопје. За двата инциденти прибавени се писмени изјави од сите очевидци и известен е надлежниот суд. Прибавени се изјави и од службените лица и од лицата кои што биле на моментот на настанот. После инцидентот, лицата СР и МЈ се однесени на лекарски преглед во затвор во домскиот лекар и пружена е соодветна медицинска грижа. Домскиот лекар на лицето СР од негова страна не е побарана дополнителна медицинска помош, а за лицето МЈ, кое се пожалило во болки, е веднаш упатено во болницата 8 септември. Секако по претходна дозвола од судија во истражна постапка. Управата на затвор Скопје најстроги ги осудува ваквите вербални и физички инциденти, порачува дека насилството нема да се толерира и истото најстроги санкционира. Истражниот затвор Скопје ги презема и ќе ги презема сите активности извршителите на ова насилство да бидат соодветно санкционирани и во иднина, како и денеска, ќе се продолжи да се постапува професионално согласно сите мерки за безбедност предвидени во вакви ситуации. Нашата управа уште вечерва ќе почне истрага во согласно нашите протоколи за работа да се испита дали е направен некаков пропуст и ако е утврден било каков пропуст од страна на припадниците на затворска полиција или другите служби на затвор Скопје, ќе биде покрената соодветна истрага и дисциплинска одговорност. Благодарам. Сопругите на Киевска и Ристовска апелира дека нивните сопружници се соочуваат со загрозена безбедност во истражниот затвор, па ете ова резултираше и со инцидент. Велите можеби биле прекршени протоколите бидејќи два инцидента се случуваат во различни интервали. Што ќе разгледува и што ќе превземе? Вака, првен ги погледнав изјавите на сопругите на лицата. Жалам за нивниот настан, но мора да напоменам дека тоа се два одделни настана, не се лицата заедно во исти момент. Значи ги отфрлам сите тие наводи дека едното лице притрчувало, помагало на другото лице. Значи ние како управа немаме индиции дека ќе има некаков настан, дека ќе се случи ова што се случи денеска, бидејќи едното од лицата и претходно беше 3 недели во притворот Скопје, во истражниот затвор Скопје и помина во селедов ред. И истото лице во повеќе наврати беше за време на тие прошетки со лица кои што се поврзани со дела кај што се истите овие лица. Значи немало до сега проблеми, ниту имало индици. Тука имало и други лица кои што се звучни имиња и немало проблем ниту на ние на основа. Директоре, значи ве прашувам децидно, колку сте сигурни од очевидците, рековте имате изјави, дека први вербалните напади ги започнале на Киевски и Ристовски, па после инцидентите прешле во Тепачка? Ви кажам, значи, ние секако дека ќе почнеме постапка, уште денеска веќе работиме на тоа, постојат видеокамери, надзор, постојат овластени службени лица кои вршат мониторинг на тој простор, се прибавуваат изјавите. Значи во тоа шеталиште не биле само двете лица, туку биле лицата кои се во тие соби. Лицата кои се во тие соби ниту се во исто дело, се во различни постапки, така да ако да почекаме да видиме што ќе кажат, што каже истрагата. Не ќе да предицирам сега како ќе биде.
медиумите излегува пишување дека биле тешко повредени лицето, односно дека М е бил тешко повреден при што е однесен во 8 септември. Вие велите дека се лесни повредите. Кои се наодите од медицинскиот оддел во затворот? На одите од медицинскиот оддел во затворот ги кажа во изјавата, едното од лицата не се пожалило на поголеми болки и не побарало да биде ниту оценка на докторот домскиот било дека треба да се пренесе во ургентен центар. Другото лице побарало и биејќи се пожалило, а нашиот доктор нема потребната апаратура тука да направи диагноза, е однесено одма во ургентен центар. Пред малку е донесено лицето М во повторно во притвор. Тука е и неговиот адвокат Дончо Наков, и адвокатот неговиот бранител ќе разговара со лицето. Тоа што го имаме како првична информација, бидејќи се уште не сум го ни видел извештајот од специјалистот, дека се нема скршеници, дека се полесни нагмечувања. Очекувате ли да се врати? Не сам добро не слушнав од оваа страна, да. Само што се врати, да. Првично, колку полицајци внимавале на притворените во тој момент кога се случиле инцидентите и зошто не реагирале да спречат вербалната расправија да премине во физичка? На еден затворски полицаец се распределен на работна позиција на мониторинг на тие шеталишта и првично тоа што гледаме од дојавата до времето на реакција не поминуваат повеќе од 2-3 минути. Значи многу е брза реакцијата. Ние, како што кажав, ќе постапката за истражување на овој случај веќе започнавме. Мислам дека за многу брзо време ќе имаме целосна слика и за сите оние кои што ги постапиле спротивно на стандардните оперативни протоколи во вакви случаеви или направиле нешто што ја довеле, ја загрозиле безбедноста на притворените лица, ќе биде покренета дисциплинска постапка и ќе бидат исти санкционирани. Безбедна ли истражниот затвор Шутка, бидејќи нели имаше гашување и од екс-премиерот дека не сака да дојде да издржува казната, бидејќи се соочувал со закани по неговиот живот и безбедноста токму овде? Нема да коментирам тоа. За безбедноста на затворот Скопје можам да потврдам дека е на највисоко ниво и уште еднаш ќе повторам дека ги осудуваме сите овие немили настани и ќе се трудиме во иднина да ги спречиме да не се повторуваат истите. И благодарам. Поштовани гледачи, тоа беше пресконференцијата. Нашиот Чаловски е тамо. Јас те очекувам за почетокот на вестите во 20 часот со еден подетален преглед за тоа што се случувало и во 8 септември. Има прилично гневни реакции, зошто е попречен Мицковски, дали е попречен и така натаму. Но каков е тој прв печеток? Дали ова е инцидент со промисла, да кажам, или е еднаш или два пати свесно одено во такви вербални конфликтности? Чомовски, очигледно е дека ова се официјалните информации, дека најпрво дошло до вербални напади и расправија која што завршила со многу краток, можеби физички напад, а сепак, како што рече Котевски, тоа ќе треба доправа да се утврдува. Од друга страна, председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски, кој што беше денеска пред 8 септември в болницата, излезе со констатација дека Миле Јанакиевски имал скршеници на раката, имал и модрици. Тој случајот го карактеризираше како многу тежок, при тоа ја нападна директно власта, реч побара оставки и од Заев, и од Оливер Спасовски, министерот за внатрешни работи, како и од министерката Десковска. Може да ја погледнеме кратко таа изјава. Јас се надевам дека тоа сето ќе го склопиме во вестите за 5-16 минути. Тогаш ќе се јавиш со јасен преглед и на денешната преса, со јасните позицирања на управителот на Шутка, а до тогаш се гледаме, а продолжувам со разговор со амбасадорот Георги Филипов, застанавме околу консенсуалноста. Не ве прашувам, но ме интригира зошто само албанскиот фактор е, да речем, уставно партнер. Кај ромите веќе се навестуваат двајца председателски кандидати. Дали тоа ќе значи на оден начин цепање кое нема да ја оствари оваа димензија еден председател за сите?
Колку што знам, премиерот Заев се обидува да направи една група од партии кои што ќе излезат заедно со еден консензуален кандидат. Како ќе заврши тоа се уште не е јасно, до крај тој врши разговори. Навистина не сум вклучен, не знам како ќе заврши. Сега вас ве прашувам како важен експерт, со оглед на тоа дека во Македонија се развива веќе дебата, дека има кај одредени корпорации, кај одредени луѓе неизвестност. Ве прашувам, што ќе стане со атрибутот македонски кај производите, кај брендовите? Така. Дали се тие заштитени? На каков начин тој синоним ќе се користи во продукцијата и во постпродукцијата? Во договорот од преспа точно е кажано што ќе се прави со тие називи на производи кои што во себе содржат придавката македонски или името Македонија, без разлика на која страна од границата се наоѓаат. Значи еднакво ќе се постапува и кон грчките производи и кон северно-македонските сега производи. Иако има една многу убава одредба во таа точка од договорот, кај што вели дека се формира една меѓународна група на експерти, која што ќе треба да решава случај по случај. А такви случаи, ако земеме предвид дека се во Грција регистрирани околу 4000 компании кои што во себе содржат македонски или Македонија и во Македонија околу 3500, значи околу 7500 само во називите на компаниите. А кај продуктите не е толку страшна, не е толку голема бројката, меѓутоа факт е дека досега во Европска унија ни еден македонски производ не е регистриран кој што во себе содржи име Македонија или придавка македонски. Тоа е досега било од политички причини, бидејќи нашите компании свесни за тоа дека Грција е членка на Европска унија и пред Европскиот завод за интелектуална собственост кој што се наоѓа во Аликанте, не би ни било возможно, зашто ќе било придавката одбиена ќе биде веднаш ставена ад акта од политички причини, не од технички. Значи ли тоа дека на македонски вина ќе се стави, да речем, повторно една брана? Еве околу вината гледам разни толкувања што не се правилни за сега. За да се означи едно подрачје винско со географска ознака на потекло, што точно ќе дефинира од кое подрачје потекнува, ниту грците ќе можат такво нешто да направат, ниту жителите на компаниите од Северна Македонија. Затоа што тоа се премногу големи и широки територии за да може да го исполнат услово да бидат означени со географска ознака на потекло. Тоа жаргонски кажано ние досега мислевме дека биеме битка за македонско вино ние или грците дека бијат битка за македонско вино. Сега што е јасно, на нашите вина ќе пишува ознака на потекло, значи produced in the Republic North Macedonia. Не треба предполагам све повардарија, па нели? Тоа е една работа, значи. Сега, повардарија, ако сака во некој регион од Северна Македонија да направи некоја специфичност за неговото вино, специфичен вкус, толку денови во годината, не знам, сонце, боја и така натаму, се формира една комисија која што дава за право тоа одредено вино, например како што е шампањското, само тоа е едноместенцен шампањ во светот, може да го нарече шампањ, иако ние во жаргон сите велиме шампањ. Тоа вино ќе може да се нарече со одредена географска ознака на потекло. Исто ќе се случи и со грчката страна. Онаш голема битка за тоа кој ќе го нарече Macedonian wines, ниту грците ќе имаат ексклузивно право за тоа, ниту ние. Туку во жаргон секој ќе може тоа да го каже. Ако сака вистински да употреби правилна дефиниција на ознака на потекло географско, ќе можат секој еден од тоа одредено тесно подрачје на вино кој што произведува под такви услови со таков квалитет да си го крсти виното со таа географска ознака на потекло, слично и за останатите производи. Сега, географските називи и ознаките на потекло се сосема различна работа од трговските марки. Значи, како што објаснив, за географски назив на потекло, географска ознака ќе може на еден вид представува колективно право, значи може да го користат повеќе компании што произведуваат вистински може да произведат такво вино или било кој друг производ. А додека трговската марка си е едно индивидуално право на компанија или на поединец и таа е одреден знак,
писмо, лого и така натаму, кој што го разликува производот од другите производи, без разлика дали е пријавен во Македонија или во Грција. Комисијата за досега постоечките фирми, називи на фирми и постоечките марки кои што не се многу, рековме нема ни една македонска, има 3-14 заштитени со македонски или Македонија, меѓутоа дури не се ни со собственици од Македонија, туку се од Австралија или од Канада, и има доста и од Јужна Америка, или грците кои што имаат околу 150 такви трговски марки заштитени пред Европска Унија. Таа меѓународна експертска група која што ќе се состои од експерти од од Северна Македонија, да бидам попрецизен сега географски, и од Република Грција, и по еден представник од Меѓународната организација за стандардизација и Светската организација за интелектуална собственост ВАИП во Женева, и еден представник од Европска Унија, значи или од заводот во Аликанте би бил тој. Тоа значи дека тие ќе арбитрираат или ќе решаваат? Тие ќе гледаат прво да медијара, да посредуваат, значи, и што е многу интересно и многу добро решение во договорот е никому нема да се одземе правото се додека не се согласат сите страни, двете страни најчесто. Мислам дека оваа група за стандардизација веќе, овој човек од Интернационална организација за стандардизација веќе можеби не е потребен зашто се потврди она што многу пати го кажуваме, дека кодовите МКД и МК остана и дека само се промени кодот на возилата, тој веќе нема да биде потребен зашто тоа е веќе решено. Професор Филипов, ви благодарам, нас не истека времето, се извинувам што малку моравме да реагираме. Немаме време, вистина да објасниме доволно. Но се надевам дека синонимот за македонска салата, која беше како куризитет пласирана на самитите на Европска Унија и така натаму, ќе стане некој символ на обединување на грчко сирење и македонски патличани. Точно така. Добро те покажав. Тоа беше разговорот со амбасадорот и претседателски претендент Ѓорги Филипов. Се одјавувам, а продолжуваме со вестите. Таму ќе имате можност да го чуете деталниот извештај за случувањето денеска во Шутка, но најважната работа е дека завршува еден од најголемите процеси кои имаше своја правна, но и сериозна политичка димензија и влијание. Тоа се така наречениот собраниски пуч за 27 април и сега станува јасно дека главните организатори се поранешниот најтесен врв на ВМРО ДПМН. Следете ни натаму.